Живописната плажа Хантингтон е позната како Сурф Сити во САД. Неговата политичка озлогласеност во ова изборна година е поради локалната уредба со која се бара лична карта со фотографија пред личното гласање. Градоначалничката Грейси Ван дер Марк вели дека тоа ја одразува загриженоста на граѓаните за изборниот интегритет. Не можете ниту да одите на преглед кај вашиот лекар без лична карта. Но најважното нешто во нашата држава, нашиот изборен систем, го одредуваат политичарите и оние за кои гласаме. Нашите животи се диктирани од тоа кого ќе избереме, а потоа тие почнуваат да носат закони. Сакаме да се осигураме дека интегритетот на нашите избори е заштитен. Гласањето на граѓани без државјанство е политичко прашање во оваа претседателска кампања. Минатата недела во Аризона, Доналд Трамп го обвини Џо Бајден дека им дозволува на емигрантите да ја преминат мексиканската граница за илегално да гласаат во ноември. Некој ќе ни објасни зошто би сакале ова да се случи. Предпоставувам веројатно поради тие гласови. Нема докази дека граѓаните кои немаат државјанство гласаат во значителен број на изборите во САД. Повеќето гласачи во Америка ги потврдуваат информациите кога се пријавуваат за да гласаат, но од нив не се бара да покажат идентификација. Членот на Советот на Хантингтон Бич, Ден Калмик, се противи на мерката за личната карта на гласачите, вели дека тоа ја одразува поконзервативната промена на неговиот град. Гласачкиот идентитет е за лично гласање, но само 15% од градот гласале лично на последните избори. Кој проблем се обидуваме да го решиме? Се обидуваме да решиме за 1000 луѓе кои ќе гласаат лично. Тоа само докажува дека е политички мотивирано. Калифорнија има свои закони за гласање, а државата ја тужи Хантингтон Бич поради мерката. Државниот обвинител Роб Бонта вели дека тоа негативно влијае на гласачите со ниски приходи, малцинствата, млади и постари гласачи, но и лица со посебни потреби. Чарли Забла е имигрант кој поседува локален медитерански ресторан. Вели дека мерката за легитимирање не прави дискриминација. Само затоа што сте сиромашен, тоа не значи дека немате возачка дозвола или не можете да добиете возачка дозвола. Oakview Community е непрофитна група која работи на намалување на социјалниот, културниот, здравствениот и економскиот јаз во Хантингтон Бич. Коосновачот Оскар Родригес вели дека законот ќе потисне излезноста на гласачите во населбите со пониски приходи. Ги збунувате луѓето и кога веќе има низок одзив на гласачите, можеби поради чување на децата, поради работата или немање доверба во системот. Додавате дополнителен слој на гласачка лична карта, тогаш тој вид ги збунува луѓето и може да ги одврати да излезат на гласање и да гласаат. Градските официјални лица велат дека се подготвени да се борат со државата околу избирачките лични карти за локалните избори. Тие правни предизвици ќе го однесат случајот пред судовите и по гласањето во ноември, а законите за гласање на државно ниво и натаму ќе останат на сила во Калифорнија.